Употребата на македонскиот стандарден јазик треба да се учи уште од најрана возраст. Професорите и лингвистите посочуваат дека во наставната програма во делот на употребата на правописот има повеќе пропуски. Професор доктор Миме Тасевска-Китановска направи истражување за употребата на правописот во наставната програма. Мотивирана бев пред се од тоа што денес сведоци сме сите ние дека многу често во практиката и во наставата и воопшто се прават многу грешки, значи има јазични недоследности, грешки во писменото изразување, од аспект на јазикот, на правописот и кај учениците, кај младите, па и кај возрастните лица. Од таму се виде дека, значи се покажа дека нема доволно истражување на оваа област, оваа тематика. Почнав, значи се интересирав за тоа. И магистерскиот труд ми беше за оваа тема. Ова всушност книгата Правописот на македонскиот јазик во наставната практика е истата докторска дисертација. Прават грешки учениците во секоја категорија, правописот да речеме сите, значи од сите аспекти и делење на зборовите на крајот од редот, реченицата, интерпункцијски знаци правописни, особено латиничното писмо, че бидејќи поради тоа што сега повеќето деца, значи поголемиот број деца, ученици, млади па и возрастни, на социјалните мрежи го користат англискиот јазик и латиницата, често се забележуваат грешки во буквите со кирилично писмо. За жал, и покажа и резултатите дека има незадоволително ниво на познавање за ова. Значи секаде има случајни грешки, тоа помалите учениците од одделенска настава повеќе прават случајни грешки, така тие се описменуваат. Инаку, значи истражувањето ги опфати сите ученици и од основно образование, од сите одделенија и од средно образование, средношколците. Во наставните содржини, значи на пример една содржина се изучува во 6 одделение, на пример, потоа да речеме ја нема или до 8, па во прва година, потоа ја нема. Освен тоа, освен во прва година, во наредните, од средното образование, значи наставни години, 2, 3 и 4, воопшто нема содржини од правопис, значи исклучени се. Едноставно, програмското подрачје јазик е помалку застапено, особено во средното образование, и оттаму произлегуваат, според мене, и пропустите и грешките во писменото изразување на учениците. Промоцијата на книгата се одржа во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, а промотори беа професор доктор Људмил Спасов и доктор Блага Панева. Пред нас имаме едно издание од почитуваната колешка Миме Тасевска-Китановска, која што всушност му пристапи на правописот на македонскиот јазик преку неговата примена во наставната практика. Значи оваа книжка, која што имаме пред нас, пред нецели околу 300 страници, значи опфаќа сегменти на примената на правописот на македонскиот јазик во наставата во основното и во средното образование. Почитуваната доктор Миме Тасевска-Китановска во незината практика при работата со ученици согледала дека е потребно да се направи едно вакво истражување и ова опсежно истражување со голем број прилози преку незиниот емпириски начин на истражување ни укажува дека учениците и во основно и во средно образование не внимаваат на употребата на македонскиот јазик од сите аспекти, дали е фонетски, фонолошки, дали е правописен, морфолошки, значи од секој аспект. Затоа и треба со внимание да ја прочитаме книгата која ќе ни дојде до раце, а препорачувам и наставниците во практиката да ги отворат овие страници и да видат каде има пропусти и кој е тој обем на пропусти. Најмногу пропусти има во зборувањето при употребата на акцентските целости. Несоодветно е, несвојствено едносно, посебно за скопскиот говор, учениците да употребуваат акцентски целости до мене, до тебе и слично. Токму поради тоа тој дел е особено потенциран и меѓу другото одредено пишување на одредени согласки, особено кога зборуваме за нивното удвојување или пак едначењето по звучност. Тие аспекти се забележуваат особено како расте, значи наместо да се намалува нивната погрешна употреба и во матурските
писмени работи, на самиот испит во државната матура, согледуваме дека има такви недоследности. Авторката пристапила на анализа на учебниците, бидејќи учебниците ја рефлектираат наставната програма и тие ни помагаат да видиме што е тоа што учениците од значи ја прави програмата Бирото за развојно образование, ја одобрува Министерството за образование и наука, а потоа по издадените учебници професорите пишуваат подготовки за наставата и го применуваат. Како практичар, колешката Миме Китановска го согледала ова, а и од моје лично гледање како практичар, бидејќи јас сум произлезена од фелата професори и наставници во основно и во средно образование, можеме да кажеме, еве ги гледате. Значи сите овие табели ни укажуваат дека пропусти има и во голем обем. Значи незиното истражување е дадено преку овие прилози, кои што се во голем број и ни упатува на тоа дека треба да обрнеме внимание во изговорот, а особено во пишувањето. Согледавме дека нашите деца не читаат многу, а тоа се одразува и врз нивното изразување и пишување. Се работи за една книга што посветува извонредно внимание, самата рековте, на правописот, и таа е неопходна книга на некој начин. Зошто? Затоа што треба да не подучи каде се греши. Се работи за Битола и битолски истражување, значи теренски истражување на Битола и Битолска, онаму каде што лежи диалектната основа на македонскиот современ стандарден јазик. И меѓутоа се покажува дека се уште сме далеку од она што треба да значи комплетна употреба на правописните правила. И оваа книга дава насоки, и во таа смисла не представува само една монографија и некој истражување, туку дава и насоки, повторувам, каде што се греши и каде што треба да се подучиме и во предавањето и во наставата. Најважно е во средствата за јавни информации. Па погледајте ги само преводите на телевизиите или другите објаснувања што дадат писмено, ќе видите небрежности, грешки кои што не се прават намерно, туку едноставно се прават од брзање или од незнаење. Тука е проблемот, значи во средствата за јавната комуникација. Секој учебник треба да помине преку лекторирање. Свесни сме и тоа го забележуваме дека не секогаш лекторот ја извршува внимателно својата работа. Значи, во принцип треба да се избират лектори што се афирмирани, што се познати и што си го сакаат и кои си го сакаат предметот. Значи, сакаат да лекторираат. Препораките на македонисите е поголема примена на правописот во наставата во основното и средното образование, учебниците да бидат соодветно лекторирани, а можеби најважното е помала употреба на англизми и правила во изговорот на англискиот јазик, да го учиме правилно, да го употребуваме и да се грижиме за стандардниот македонски јазик.